и добро дојдовте во уште еден нов влог. Се надевам дека сте ми добри. Јас сум супер, веќе помина 3 недели, не, лажам, 2 недели, откако дојдовме во Македонија. Ни останува уште недела и пол, да кажам, и се враќаме назад. Останувам да се видам со уште неколку фирми за состанок и да видиме што и како ќе се случува. Исто така и да се видам со моите најблиски, што не успеав во претходниве денови да се видам. А сега ќе ве носам со мене на правење веги. Јас порано сакав да ги направам вегите, не дека немам јас веги, имам убави веги, ама ми фалат на некои места и искрено кога можам да си го направам тоа, зашто да не. Сакам да изгледа најприродно што може да постои, сакам да ми се како што треба на мојот лик и затоа ја одбрав според мене најдобрата девојка која што го работи тоа, тоа е Татјана и е една меѓу првите кои што прават веги. Таа има завршено и соработува со Бабич, не знам дали го следите, дали го знаете, тоа е од Србија. И навистина многу ми се допаѓа и неговата работа, и нејзината работа, и верувам во нив. Сум погледнала доста пријателки мои кои што имаат правено веги кај неа и навистина ми се допаѓа како тоа све изгледа, пак ќе кажам. Така што идам сега да го земам Давид, затоа што он ќе го снима видеото. Сакам и да снимам видео и да ви покажам дали боли, дали не боли, какво е чувството, како изгледа целиот процес, да ве однесам со мене, да видиме како што све ќе биде. Она кога машти ќе ти се јави и ќе почнеш да збориш со него и заборавив докаде застанав. Како и да е, ви кажав дека па да, не можам да го наместам. Јас само тука филми Давид. Како се вика, го зимав Давид, тоа и го кажав предходнова. Идеме сега кај Татјана и после тоа ќе идеме до Ситимол, нешто треба да зема Давид, треба јас да земам и можда нешто ќе мцнеме на брзинка. Да мцнеме. Нешто, јас сум гладничка. И ти си гладна, јас сум јас сум бил 9:30, јадев тост. Па јас во 9:30, не, лажам. Да бе, тогаш. Чекај, сите нели е ваква, нема жуто одење, никако. Јадев јас тогаш со внук ми доручак, ќе го направиме, не може нешто. Ова нешто мајка ми чепкала 100%, вчера беше добро. Сега. Теткабети, значи... Да. Како викаш теткабетите? Цеци? Цец. Цеца. И се вуваме од нов кадар, од нов агол. Сам да кажам, кај Давид ќе правиме во студио фотосесија за роденденот на Марија, за првиот, и многу убав контент имаме смислено, така да ќе гледате тоа и верувам дека ќе ви се свија и ќе ви дадеме некоја идеја. Инаку Давид многу добри фотографии прави и сите последни видеа што ги гледате кај мене на Инстаграм и на ТикТок, он ги прави. Многу сум среќна што после 6 години ние почнавме да се работуваме. 6? Да, 6 беа. 2020 Боже, да. 2026 почнавме на... Значи 6 години, луѓе, верувајте во тоа што сте го замислиле и... Да, ама не бев ја крива. Јас така навака и се села во тој период. Никако не беше вакво, иначе тоа беше доаѓам и не можам да дојам сега, оставаме за нареден пат. Нареден пат доаѓа на викенд, оди, нареден пат, трудна сум, не смеам да дојдам сега за сега, мислам не дека не смеам, ама така. Не смеев, зашто прокрварав. Не смеев да се возам во... Затоа баш капатен е тука до, ајде, авионе. Кирали смо. Стигла е мафија. Мафија ради док полиција спава. Тоа ми изрека од таде што се зеза, затоа што она Матијашич и секојаш во клуб го зеза Мафијашич. И тоа ми е останато.
Инаку Татјана се наоѓа во близина на City Mall. Точно ќе ви оставам локација за да може да дојдете, мада што ја има на низиниот профил, најдобро е да ви го оставам профилот, да се разгледате све и така да се договорите да се најдете. Секако, ако ви се допаѓаат моите веги, а јас знам дека тоа ќе се случи, само да не боли, ќе биде окей. Ако плачам, ти немој да снимаш. Не, бе, слози се ми како Не, ама види, чим јас сум издржала без анестезија устата, ми прави што најмногу боли искрено. Не споредуваме пораѓа. Зборам нешто на лицето. Би требало да е окей, не знам. Сепак се става анестетик. Ќе видиме. Да. Ќе ви кажеме све. Да ви кажам дека стигнавме и е преубаво, дека преубава атмосфера имаме и верувам дека ќе биде фантастично. А така ние. Фала ти што си тука, Зои. Се надевам ќе ја оправдам твојата доверба. И мене ми е многу мило и одвај чекам, а нисам пишано уште многу одамна. Ако никош дозволам, веги да ми прави некој, тоа си ти. Дали беше така? Да. Ето, дојди тој ден. Дојде. Дали си спремни? Не многу. Не многу. Ајде погледни во мене, Ајде. Ова ти е форма, не е дебелина на веѓето. Океј, значи се внатре правиме. Се што правиме внатрешно. Значи, заобиколи ги овие линии. Ти си ја имаш дебелината, не одстапуваме од твојата дебелина. Што правиме? Додаваме аркада, тоа што и сакаш и ти треба, и ја потенцираме долната линија. Од прилика. Со Зои се договоривме дека ќе работиме пудар техника, затоа што на базата на влакнаца природни што она ги има, мислам дека најубава дефиниција ќе извлечеме со таа техника. Уопште не боли. Стварно као она благо пицкање нешто осеќаш, ништо посебно. Не мислам вкусно колку ме боли. А јас ти кажам зашто не ми веруваше. Не ти верувам, ама знаеш, не знаеш, не замислуваш како може да биде. Знаеш, едни ќе ти исплашат, ќе ти кажат, ова многу боли. Други не, али ја уста, например, без анестезија сум правила многу пати, окей ми е. Као не знае дека снима. Природноста. Као некој да те грепка, да те чешка, на моменти ми да као да кивам. Значи, буквално никаква болка не се осеќа. Ти кажате, си не ми веруваше. Мора колку ми само многу сум хепи. Стварно. Да. На веќе. Јас исто работам, ама некој што нема веќе нема така да му изгледа, ме разбираш? А некој и ќе му доминира бојата само. А кога некој има природно влакно, кога ќе се мечне бојата со природното влакно, убаво изгледа. Така да Па тоа е тоа јас што го сакам, као малце подебелко да. Еве да се ти пуштам подебелко. Ма, Да, не многу. Удобно. Многу ми се свие. Што ќе кажеш? вистински ти се Не, свига. стварно, не. И ако ти кажам, јас немам пардон, мислам, Да. ако нешто не ми се свига, не ми се свига. Ми се свига многу. Зашто не ли се чести реакции да им се свига одма после Стварно? третманот, да, секогаш се поисплашани. Не, ми е топ. Да, затоа што ти си се шминкаш. Јас Се- си ова, да, у секојдневието, мислам секојдневието. Не се шминкам јас 24/7, но само да кажам кога се нашминкам, јас сум оваа дебелина на вега си ја стакам. Добра. Не само што нешто се ми направи. Ова ме нервира тога. Цак. Дали можеме минимално вака нешто Да го направиме? подисправам, сакаш? Да. Минимално. Ова ми е некако поисправено, или јас така ја гледам. Ајде, тука ќе Ајде. додадеме малце и тука ќе Да. додадеме малце и ќе завршиме. Минимално. Уток знае да се појави, затоа што си многу нежна. Значи, самата кожа има реакција, меѓутоа тоа поминува за 5 до 10 минути.
си се враќа. Нема... Све супер. А кажи ми за шминка, исто, например, од утре, само нив не ги чепкам, така? Да. Можеш слободно лицето да си го шминкаш, врз вегите ништо, освен кремата што ќе ти ја кажам. Добро. И врз вегите никогаш повеќе во животот шминка нема да ставаш, затоа што кога ќе ставиш ти шминка, пудра врз нив, ти ги обледуваш. И секогаш мислиш дека аха, светли ми се веги, веќе ќе треба да се јавам на корекција. Не, значи кога ќе се тоа јас мислам вклучително истата грешка ја правам. Ќе се шминкам са бајле, ќе си ги обојам и кога ќе дојдам тука ми оставно ми вика се ставила пудра на вегите. Не. Аз да ве сликам. А вие можете да ме сликате, зашто не знам да сликам. Чудо. Ја не знам да сликам. Марија знаеш да сликаш? Марија да. Нас не знаеш, така? Марија Значи знам. дискриминација. Ама до Марија. Сега да кажа туку дека не е да. Кажуваме ми кај да гледам што. Ај во камерчето. Одма после третман, значи нема нешто претерано да вијат црвено. Минимално ги осеќам као подотечени, ама тоа е све нормално. И сега ќе идам да си купам крема за да се мачкам и ќе ви снимам да видите неколку дена како ствари ќе доаѓа бојата. Како што ми кажа Татјана, утре ќе ми бидат малце потемни, а после тоа ќе се зарасне или самата рана, исто како и за татоважа, све е исто и кога ќе зарасне ќе бидат многу природни, посветли и ќе дојдат како бојата на куренот на мојата коса. Ние смо завршили со све, бевме и да јадеме, ништо не снимивме затоа што бевме гладни. Колку. И Давид беше многу нервозен. Кажи како сум те извадила. Не, си ми извадила на максимум, на поштење си ми извадила. До животно да ме снимаш сега. Поговорим да кажав. Што сакав сега да кажам? Дека да завршивме работа. Дека се снимаше и дека се јадеше. Се шопигуваше. Се се правеше. Да. И што можеше да се направи у 40 минути, ние направи. Да, па стварно 40 минути се задржавме, не? Па толку со сејадење, ај 42 минути. Добро утро, другари, од оваа ненаспана мама, затоа што госпожа Мари синоќ до 12:30 не кеше да спие. И од 2 заспа, искрено. Мајка ми е легнала малце порано кога не е тајмингот, туку кога почнува она да плаче за спиење на друго, ама не зажалбила и ја легнала и го прекрши сонот. Така да денеска не знам како ќе набиде, затоа што и сме на роден ден, она обично има 2 дремки, ама мислам дека денеска само една дремка ќе дадам. Сега ќе ја носам во игротеката, ама ќе пројде малце време. Инаку, не знам како ми слушнавте, ми зазвена телефонот, цела нешто се нафрлав овде, поиманем што ми е. Еве ги вегите, имам стано крема, затоа се вака бели. Ова е втор ден и ќе видиме како ќе биде, али негдека 7 дена треба да ставам од оваа крема. Првиот ден ставав, тоест вчера, откако ги направив на секој саат, а денеска 5 пати во денот, така 7 дена 5 пати во денот. И доека се изљупат скроз, доека зарасне местото и така натака. И денеска ќе бидат и утре најтемни, после тоа почнуваат да осветлуваат. И одве чекам да видам, мада што јас мислам дека и темни многу добро ми стојат, па ќе видиме на корекција која ќе дојдам во август, дали ќе ги затемнуваме или ќе бидат иста боја. Денеска ве носам со мене, не знам дали ќе идеме да сликаме, се зависи од времето. Со Елена, другарка ми треба да снимиме едно видео многу интересно, најдовме на интернет. И да прочитаме нешто да купам. И после тоа доаѓам дома да се облечам, одиме кај Лука на роден ден. Ја враќам Марија дома и ја идам кај Елена на уживање, а и воедно и да сработам уште некој видео, да ми биде полесно за во Германија. Кидаме до игротека, стандард прича, со сите другарки се договараме игротека, за да може госпожа да игра и да биде мирна. Значи,
ја не знам како е кај вас, али јас кога треба Марија да ја пресоблечам памперс, она е вриштење, као мислиш некоја тепа, и то толку ме изморува да не можам да го вепиш. Сам свој шеф. У празна игротека, прва гостинка, стани да разприча. Не знае, она не се секира. Сега сите играчки ќе ви ги извади, што мислите вие, така ќе биде? Да ви ја покажам само која е најсовршена оваа игротека, мене ми ја преубава, јас сум залюбена во неја. И се размислувам дали тука да правиме родан ден на Марија, кај што во август, дечиња јаме поиша, има простори за возрастни и баш ми е убава. Наоѓа инаку во аеродром ќе го оставам линчата, за да може да најдете и се вика Lovely. Мајки, све прави таа. Готова и да проди, ама уште ја страх. Се пушта полека. Децата не ги чуваат, ние да се помоат дете. Иначе Ромнија, жена на Никола Костовски, Никола и Таде играа заедно металург, не? Да. Ние тогаш не се знаевме. И сосема случајно се запознавме и се здруживме и децата сега не си играат. А ја ќе бидам новинарка сега, ќе прашувам Роми како е да си... Сака вода? Па најде потуши ако се. Ајде да видим. Повели. Што претнала не сам? Ај кажи ми, како е да си жена на спортист? Од твоја гледна точка. Добро прашање. Интересен е животот. Ухубари. Не знаеш кога кај си. Па, патуваш, гледаш светот. Сам ги чуваш децата. Сам ги чуваш децата. Турбулентно. Знаеш како луѓето се представуваат као жена на спортист, ти имаш дома некој што те готви, деца те чува, те чисти, а уствари не е воопшто така и може би е така, да, али може би е така на фудбалери, да кажеме, или на нешто друго. На коментари реално да правиме муавет, тотално е различно. Нема врска со фудбалери. Уопшто, значи, али да бил таве фудбалер, ја мислам дека исто не би имала дома некој да ми чисти готви. Ја уживам у тоа, иако ми е ваква. Па не може да би имало некој така што ти помага, да пак си сам. Сам си цело Сам време, си. осамен си, така? И тоа не може никој да го разбере, дека не го почувствува и проживува. Или не да може да се повреди, ти си психолог, психијатар, терапевт, доктор, све на светот и покрај тоа имаш и дете или деца, уште имаш две, и деца и да средиш дома и се да биде цаком пако, миманите се наоѓаат во животот. Да. Значи, Супер баш умен. Да. Да сакаш смока? Ајде смокички. Повели, Земи смок. повели? Ајде. Тебе ти се спие, нема. Зашто фрли? Дека не ја фатил го. Не, ја фрли. А сакаш да дам да сквитча? Ти за среќа следна година ќе се стационираш, а ја? Ке си шеташ. Поддржави ве. Ќе ви дојаме кај вас таму. Обдизу на Шубокин. Да, па дојде. Реално. Ке се дружиме. Девете ке си сме сами со деца. Апсолутно, иако не може да завршат кариера, ние много мајчинска кариера не. Да, никогаш. Не. Така да животот ти е тоа. Има и погаш. И тоа што викаш може да сме се питна. Што, Ана, ќе помогнеш? Ајде, помогни, од копче. Ај од копче. Од копче, помогни. Не можам. Само што се вративме дома и денеска ми се стварно значително многу по-темни вегите. Ама одвај чекам да видам како ќе изгледа скроз и чудна сум се плава со темни веги. Сигурно ќе биде топ за некој ден. Што сакав да кажам? Сега малце ќе си поиграме со Марија и треба да ја легнам да спием. Допре да отиде мајка ми, да нанка веќе она. Ајде. Ајде, како правиш ти? Рам сам, удираш на коленцата како играат они. Марија. Ајде.
Голи, 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 голи. Рам, сам, сам. Ке правиш? Јас сум спремна, Марија спие. Ке вам да снимам едно интересно видео со другарка Милана. Вчера си ја купив овако шо од Зара, многу ми се свиѓа. Прејака е, прештосна со вакви ракави. Се забавив и видите како добро изгледа вилица кој ќе се нашмекаше. Замислете кога ќе падне првиот слој на боја, кога ќе се подосврлат, колку побаво ќе изгледа, кога ќе нема црвено и све. Значи, јас сум залюбена во сама себе и не знам. Многу добра видео снимивме. Идам сега да се пресоблечам и да одиме кај Лука на роден ден. Мајка ми валда ја спремила Марија да видиме. И ќе се јаваме тамо. Многу сум уморна, ми се спие, ми се плаче. Не сме спремни. Чекай да те видам. Вау, каква зенска си ти, мајстукња! Кај гледаш? Ајде, ај киш. Само што стигнавме кај Лука, Мари внатре ужива со баба, а таму не е Лука. Ева го нашиот славеник. Сега му спреми на Лука изненадување, затоа што го сака многу Спајдермен. Го викнавме Спајдермен да дојде од маскоти.мк. Јас ќе би ги тагнам од доздоле. Имаме ли да слика? Еве ние снимателката. Спајдермен! А во очекување на Спајдермен. Тета прави. Леле, би сите деца околу неја за застана греото. Марија, не може на кај. Баба нема да плаче. Не сум напламена. Нема бева. Сега! Ај! Таму кај мене кај се живеам, пред ограда има. Лука! Јеј, јеј, јеј! Уи! Кај си, мама? Ке ти кажам која може. Ке ги скриеш очите вака, нешто треба да дојде, ама не гледај. Мора да кјутим. Добро? Видим. Нема да гледаш ти. Затвори очите, ако се Затвори очи, нема да гледаш. Ај. Може да видиш. Кој беше? Кој е тоа? Јеј! Да направи ова поза. А кој може сега да пусти мрежа? Лука, ли ти? Ајде! Спајдермен! Абе, видите да славеникот ти! Еве го! О, па тука е славеникот. Лука! Ајде да видиме колку си ти силен, Лука. Да видиме дали ти може да бидеш Спајдермен. Може? Јас навивам за Лука. Ајде да виваме за Лука. Навиваме за Лука. Брзо, викај. Лука, 3, 4. Лука, 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 Лука. Браво! Леле, маче, па кој те држи тебе, мама? Спајдермен! Браво, бе, мамичка! Срце моја. Сега да пееме сите. Да чујам најгласно на целиот свет. Може ли? Пливам, пливам, речи, пливам. Браво си. Скока, бе. Ајде, скокај. Јеј, 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 јапа, јапа, јеј, јеј, јеј. Лука, сврти се? Сврти се да прашам нешто. А ти не ми веруваше на мене дека пејачка. Не ми веруваше дека Спајдермен ми е другар? А? Сега виде дека на тете е Спајдермен другар?
Добро утро, другари! Добро утро, другари! Се напали двајца. Ајде му кис на бато. Кис. Гогалиш. Ај, бак. Боже миле, каква е оваа љубов. Полека! Баба Бети дошла. Брзо додеш да ја гушнеш. Пази, Лука. Брзо додеш да ја гушнеш, баба. Јас сум спремна. Аутфит. Идеме на родан кај Матино. Почнав да се сакам и ваква со косата, ама треба време да се навикнам и малце ми подпросна корона многу поваќе изгледа. А и вегите денеска се уште потебни, ама полека гледам дека почнува да се љубат. Ќе ја покажам Маријата на кој ќе стигнеме и Лука. Ау, какви сте дотерани! Добро, не те фаќам. Мораш да се патиш како. Леле, ама сте дотерани. Вау! Стигнавме дома и не успеав искрено да ви снимам ништо на роден ден. Затоа што бебана не сакаше си игра и сакаше цело време да биде кај ми на враца, бидејќи се спиеше. Добро утро, другари. Јас сум мака спремна, одам на фотосесија. Ете го само букетот, колко е убав, преубав е. И ви снимам детали да гледате све што се случува. Ако јас стигнав на локација и не ви кажав за букетов, во договор со маж ми, не се спакја. И ќе ја такнам страната за сите оние кои што се надвор од Македонија, а и оние што се тука, може да нарачате и да ви ги достават на адреса. И тоа е супер да може од било каде да го направите. Како мене што ми стигна. Пресретна сум, го чекам Давид и го чекам девојчето. Значи каснат, не каснат, се шалам, јас сум многу порано стигнам. Ама јас сум секојаш порано стигната, дури со бебе, ретко каснам. Тоа да го држим. Ова е со фермент. Малко да немаш мене. Гимбалот. Да нам се. Онда. Скопје млада ти ќе видиш. Завршивме со сликање, со снимање, со состанок, со све. Идам сега дома нешто на брзина да јадам и да се пресоблечам. Имам уште еден состанок. Да ја видам малце Марија и после тоа ќе идеме фамилиарно на уживање. Ние дојдовме да ги видиме белите гулови кои што се пуштаат за среќа на свадбен ден или на било која прослава. Јас и таа да ги пуштавме, кога правевме свадба. И го оставам доле профилот за да може да ги заследите. И видите само колку се питам и колку се убави. Срценца. Ај, мама, па кај се пиленцата, сине? Брзо, брзо, чичко Гоце да ти ги даде. Ај, еве ги мама. Гали, о, пиле. Кај мама пилето? Апо. Не апова, пиленце. Крадам букет за другарка Милена, утре сакам да го дадам, многу ми се свиѓа. Еве ги како може да ги најдете на Инстаграм, како се подпишани, Flowerland. Преубави букети прават. Доставува до адреса, значи, гледате го букетот. Ова е совршенство, не можете да го доловите. Кој е само најпрекрасен. Да ви ставам, јас сум на кафе, ваква не на шминкана, се смнав доле. У мојата игротека, што викам ја тука преку. Сидео со другарите, се видам. Една чува бебе, друга со чисти. Седиме малце се уживаме, они без деца, јас со дете. Ама, они малце да поуживаат, па ја уживам, уствари ми го чуваат детето. Да се видиме зашто во петок си одиме. На жалост, или на среќа, за некој тоа, за некој тоа. Овој влог последниот малце од Македонија малце е полог. Госпожа Мари ми се разбалам.
И ноќе скацала ноќи температура имаше и носот тече, малце подкашлува. Но си е вака весела. Како е весела, пак плаче. Кажи, мама. Носето? О, цело носе, чек. Кој ме нашти над мене толку много? Мама, ке нам кама? Нешто? Не. Ние тука ќе го завршиме овој влог. Ќе ви посакаме да се чувате и се гледаме во нареден влог од дома. Чао!